Локалните избори ја расипаа линијата здраво Таравари. Министерот за здравство влегува во градоначалничка трка и пратеници се откажуваат од укажаната доверба од граѓаните во замена за нови функции повторно градоначалниски. Партиските и лични наспроти државните интереси. Што се случува? Која е моралната вертикала на носителите на јавните функции и треба ли да се повлечат од местата што ги држат пред да се кандидираат за нови? Тоа се дел од дилемите во вечерашната топ тема на ваша страна. Добре дојдовте во новата сезона. На дел од овие прашања одговор ќе слушнеме лично од Арбен Таравари, актуелниот министер за здравство и потенцијален кандидат за градоначалник на Гостивар. А мои гости се и политичките аналитичари Сашо Ордановски и Сефер Тахири. Почнуваме веднаш, останете со нас. Жешко политичко лето е зад нас, не само метеоролошки, туку и според политичкиот амбиент. А со одбројувањето на првите 100 дена од новата влада, што ќе биде неделава на 8 и предстојните локални избори, очигледно е дека влегуваме и во жешка политичка есен. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Добре дојдовте во првото издание од новата сезона на топ тема на ваша страна, во која веќе во обичајниот концепт го дополнуваме и со некои новитети. Во следниот период, односно веќе со стартот на изборната кампања, доаѓаме и кај вас, во најмалку 10 градови низ Македонија. Следете не редовно на социјалните мрежи и навреме ќе дознаете кога и во кој град сме и како и вие ќе може да бидете дел од нашите дебати. А веќе од денеска имате уште една можност да се дружите со нас. До 22 септември е отворен конкурсот за ваши граѓански стории и фотографии. Деталите како можете да учествувате на овој конкурс можете да ги најдете на нашата Facebook страница, како и на интернет страницата на нашиот партнер Македонскиот центар за меѓународна соработка. А евеа темата за вечерва. Локалните избори ја расипаа линијата Ало Таравари. Министерот за здравство влегува во градоначалничка трка и пратеници се откажуваат од укажаната доверба од граѓаните во замена за нови функции, партиските и лични наспроти државните интереси. Која е моралната вертикала на носителите на јавни функции? Треба ли да се повлечат од местата што ги држат пред да се кандидираат за нови? Тоа е темата и главните тематски прашања вечерва, а што ја расипа линијата здраво Таравари, ќе ни каже лично министерот за здравство и иден кандидат за градоначалник на Гостивар, господин Арбен Таравари. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов. Во дебата за сите овие дилеми со моите двајца вечерашни гости, Сашо Ордановски и Сефер Тахири. Добро вечер и за вас и добре дојдовте. Господине Таравари, од 14 кога е рокот за кандидатските листи, односно 16 последниот ден за потврда од страна на Државната изборна комисија, представувањето ќе биде министер во заминување, поранешен министер и кандидат за градоначалник или како? Бидејќи денеска дадовте неколку изјави, се чини останавте недоречен. Еве вечерва шанса да ги дообјасниме работите. Јас точно не знам како е законски, меѓутоа ако е законски треба да се повлечам апсолутно. Законот пред се треба да се почитува, нема дилеми тука. Ќе прашаме во одредени правници како ќе ме посоветуваат, така ќе постапам. Значи не планирам нешто да злоупотребам далеку од тоа. Дојде момент кога ние сме како партија релативно млада партија, која што веќе постои 2,5 години, и јас сум еден од представниците во одделот или департаментот, така го викаме, за здравство, во која што членуваат над 30 доктори, 10 од клинички центари, и јас сум само еден представник од нив и партијата ме избра од Централното председателство јас да бидам министер за здравство, бидејќи здравството ни припаѓаше на нас. Меѓутоа, во сите креирање на политиките, тоа е комбинација на тоа што го имавме ние во програма и нормално тоа
се преточи во владина програма и е комплетно имплементација на владината здравствена програма. Меѓутоа, сепак сте носител на еден од клучните ресори и го напуштате практично по само 3 месеци. Имате голем удел во формирањето на тие тимови. Тоа е практично вртање грб на државниот интерес и свртајување кон партискиот. Ако проценката е дека во моментов е поголем партиски интерес Арбен Таравари да трча градоначалничка трка отколку да биде министер. Значи, јас повторно ќе повторам, ние сме релативно млада партија, имаме експоненти, многу малку луѓе, и тие што сме највише експонирани за 2,5 години, за жал велам, бидејќи толку време имавме, сме јас и господинот Зијадин Села, и одлучивме дека ние како партија пред се, бидејќи сме дел од владата, многу ни е битно колку не поддржува народот долу. Ама вие тоа го проверивте? Го проверивме на 11 декември, земавме 36.000 гласови, меѓутоа сега е моментот кога партијата може, значи Алијансата за албанците, што е многу битно, тоа го створивме заедно. 2-3 години работевме низ цела, посебно Западна Македонија. Ние ги знаеме сите тие макини што поминавме, против да речам сите, како опозиција, без пари партија. Така да успеавме да дојдеме до тие 3 пратеници, од кои 2 останаа кај нас. И сега е моментот дали ќе постоиме или нема да постоиме. Јас знам дека државниот интерес е пред се, апсолутно, нема дилеми тука. Јас ќе инсистирам тоа министерство сега за сега и припаѓа на Алијансата на албанците, повторно да делегираме еден од луѓето кои што се во нашиот департамент за здравство, одделот за здравство, во кој што има многу добри професионалци, и ја доколку тоа продолжи да и припаѓа на Алијансата за албанците, ќе бидам достапен и ќе бидам до следниот министер, доколку има потреба, најверојатно, ако има, ќе ме викнат, а било кој да биде министер, доколку мисла дека Арбен Таравари треба да биде како советник или човек кој што... Ама тоа веќе крајна неспојивост на функциите, а доколку успеете во тоа што го планирате, повеќе назад во Министерството за здравство, освен како гостин, не можете да внесете. Или како гостин, или како советник, јас сум, ако ме викне некој, бесплатно би отишол таму, било што да треба за државни интереси да помогне. Да ги вклучиме и останатите, инаку имаме законско толкување, ќе го слушнеме подоцна. Ордановски, кадровската политика беше нешто што можеби беше многу по-гласно и по-интересно абсолвирано во јавноста, дури и некои конкретни владени потези, но еве сега доаѓаме и до вакви ситуации во кои што одговорна функција, доста значаен ресор, каде што ќе треба не само козметички реформи, туку длабоко орање и еве човекот кој што ги поставува, кој ја поставува трасата, по само 3 месеци бега. Ја морам да признам дека имам малку мешани чувства. Ја господинот Таравари воопшто не го познавам, тој е релативно нов во политиката. Не сме успели да се... А фала Богу, како доктор, не сум имал потреба да го запознам, инаку вела дека е добар доктор. И второ, гледайте, ние излегуваме од еден релативно травматичен период со нашето здравство во политичка смисла. Ние имавме таја несреќа да во тоа ВМРО тој сектор беше и мислам и од овие состојби што министерот ги затече таму, очигледно дека беше една голема болка. Претходниот министер на еден арогантен начин се однесуваше, предизвика низа незадоволство и така натаму, и сега очекувања да се големи. Тоа е едниот дел од работите и се разбира, јас веднаш да ви кажам, мислам дека вие треба да си поднесете оставка, околу тоа не може да има дилеми, дури и законот да не го налага тоа, бидејќи се работи за морален. Ако трчате за градоначелник на Гостивар, нормално е да си поднесете оставка на министерската позиција. Од друга страна, видите, немаме многу често ваква прилика министри да се откажуваат од функција за сепак една помала функција која што се вика градоначелник на Гостивар. Ја не мислам да подценам таа функција, се разбира дека градоначелниците се уважени. Имаме, ќе ве коригирам, ќе подсетиме на тоа со прилог Теута Ариф од вице-премиерска функција. Да, како да ви кажам, да, Невзат Бејта. Знам, меѓутоа, знаете како, ово е министра 3 месеци и он би можел допрва, како да кажам, да прави во едно министерство кое што е меѓу другото и добро разградато, со убав буџет, со широка кадровска политика, можел да води, да кажам, една друг тип на кариера политичка да гради, па дури и према партијата своја да каже не фала, јас останувам, вие терејте го остави така. Така што затоа мислам дека ми се мешани чувствата.
Тоа сепак во политичка смисла не говори добро за владата. Не говори добро за таа коалиција која очигледно дека се уште не е како што треба седната и одлежана. Мислам дека премиерот би имал забелешки за вашата, а можда и има, не знам дали го консултирате. Уште не сме се консултирале, меѓутоа можда и ќе има, се уште не сме се виделе. Па знаете како, јако би бил премиер, правам тим и сега после 3 месеци еден од главните ресори ми заминува, не би се чувствувал секако добро. Така што, како да ви кажам, јас штета што ќе ви изгубиме за министар, ќе видевме каков ќе бевте после година дена. Можда ќе се вратите во доктори, па ќе добиеме назад некоја корист. Добро, ако не се лажам, ќе биде битката во Гостивар прилично остра за вас. Таму имате јака конкуренција и не сум сигурен дали ќе успеете. Јас сум сигурен дека ќе победам. Добро. Ќе ги отвориме сите дилеми. Тахири, кој е вашиот генерален коментар? Ордановски спомна дека здравството беше еден травматичен сектор, сега колку овој пристап, отстапување од функција по само 3 месеци е дополнителна травма и за самиот ресор и за самата влада. Сега размислував на една дебата, сум бил со Бујар Осман и уште на почетокот му кажав, после неговото дообјаснување докторско со тој медицински речник, он знае да зборува добро. Му кажав дека ти си добар доктор, ама сепак политиката е по-специфична, по-комплицирана. Истото би го кажал и за Таравари. Вчера седнав со еден колега и некако бев убеден дека разговаравме, бидејќи ние новинарите треба да ги видиме личностите, каде, кој ќе конкурира. Бев речиси сигурен дека господинот Таравари нема да се кандидира за градоначелник на Гостивар, при тоа мислејќи дека ќе има некое друго кадровско решение од Алијансата. Зошто? Затоа што мислам дека Алијансата на албанците дојде на политичката сцена како алтернатива не само на ДП, туку и на ДУИ. Фактот што господинот Таравари се конкурира за градоначелник на Гостивар и господинот Зијан Села го става буквално кажано во коцка. Значи, политичкото организирање на Алијансата на албанците. Бидејќи ако губат, да речеме, господинот Таравари, господинот Села, мислам дека доаѓа до целосна делегитимација на ова партија. За нова, млада, политичка партија, која што нуди сериозни концепти на политичката сцена, мислам дека ваквиот потек, најмалку што можем да кажам, е антиполитички. Мислам дека не се направени доволно добри анализи внатре во партијата, како тоа ќе се одрази, бидејќи, што вика Сашо, има одредено враќање во смисла не само на кариерата, туку политичките партии настојуваат да бидат дел од власта, значи на централната власт. Извршната власт. Да, бидејќи таму е големата политика, таму се таму се одлучува. Од друга страна, исто така, мислам дека, за жал, морам да го кажам, ова ми личи на ДУИ систем. Тоа е тоа. Значи, ако се навраќаме во историјата, господинот Таравари беше дел и од Демократската партија на албанците, одредени имиња се свртеа. Министар, пратеник, градоначелник, кандидат, едно друго. Да нема ова држава други луѓе способни и така натаму. Ова излезе, не беше најавено во форматот Жешко Столче, меѓутоа за господин Таравари навистина за Жешко Столче да му дадеме можност да одговори. Теутарифи, Садулат Бураку, Хазбилика, не знам, Блерин Беджети. Од 2001 година истите имиња ги гледаме. Алијансата на албанците требаше да биде нов концепт. Промена. Промената и во смисла кадровска, но и во концептуална, програмска и така натаму. Јас се согласувам и со двајцата аналитичари, така е, до некаде имаат право, меѓутоа сакам уште нешто да ви кажам. Значи, може да се случи, оти почна во членството во Гостивар на Алијансата на албанците, да се говори на големо дека Арвен е договорен со господинот Бејта, си ужива во
министерска фотелја, а ние ќе изгубиме Гостивар. И каков кредибилитет ќе има Арбен утре да биде министер? Што до некаде и тие имаат право. Каков кредибилитет ние ќе имаме во владата ако не освоиме ни една општина? Јас знам дека оваа политичка камиказа, и јас из Јадин села излегуваме, ја џаја буја, така вика. Меѓутоа, ние сме свесни за тоа, сме свесни дека членството не бара долу, викаат ние треба да победиме и во овие избори да се етаблираме како партија. Е момент. Немаме втора шанса. Другите избори можда, ако не излезете, вие ќе не снема. И верувајте, кога нешто ќе створите, ќе почнете од почеток. Ви кажав уште еднаш, сте прошетали 3 години низ сите села во Западна Македонија по неколку пати. И на крај да речете, не ме интересира, сум министер, знам да продавам голема политика, јас сум голем експерт, ако не успееме, ние имаме наши професии. Вие сте тие кои што спомна и Сашо и Сефер, вие сте тие кои што сте ја донеле и етаблирале партијата во извршната власт, што е крајната цел. На што се должи сега тезата, ако не освоиме ниту едно градоначалничко место, нас нема да не биде? Значи, ако Алијансата за албанците не успее да освои ни една општина, каков кредибилитет има Алијансата за албанците да биде дел од власта? Каков кредибилитет има да биде представник на албанците во владата? А еве шанса министер, следен министер за здравство или друг ресор, ако се направи реконструкција на владата, ќе дадеме друг кадар. Може ли да помогна малку? Мене ми се чини дека има една математика во Алијансата, која што на крајот на криштата може би не е неточна. Може би во Алијансата размислуваат вака. Одиме на локални избори, големи се шансите владеачката пред СДСМ партија да ги добие изборите на еден поуверлив начин и потоа релативно брзо да оди на нови државни избори, парламентарни. Тоа што сега Алијансата е во владата е резултат на една компликувана математика, една равенка која што беше многу комплексна и која захтеваше тие да влезат во неја. Во еден евентуален победнички налет и некакви скори идни воредни парламентарни идната година, прашање дали Алијансата ќе добие шанса повторно да влегува во владата. И може би од тој аспект тие велат, видите, може е подобро да се позиционираме во некој од општините, да евентуално таму освоиме власт, а потоа таа позиција додиме на евентуални воредни избори и евентуални преговори за нова влада. И јас тука читам ова што го кажува господинот Таравари, на крајот вели ако не добиеме ние меѓународот глас, како да останеме во коалицијата. Тоа ќе биде веќе следниот проблем при новите преговори за некоја една влада. А колку пак сето ова е веќе проблем само да го надополнам, господинот Ордановски има право. Меѓутоа, кога беше преговорите кога беа за владата на Заев, сите го знаат тоа дека ние безусловно ги дадовме нашите 3 пратеници, додека ДУИ преговараше со ВМРО и имаше 5 опции. Значи целта ни беше ВМРО да си оди. Безусловно, значи без никаков услов. Што беше целта? Целта беше владата да се промени. Знаете, другите партии бараат 3 министри, 5 министри. Ние никогаш не дошло до пазарење или да кажеме дека ова мора да биде за да се направи. Да, но безусловно ги пополнивте сите места кои што ви припадна, за разлика од ДУИ која што се уште тактизира и чува дел од својот кадар. Само зборам вака, значи кога беа 49, 3 беа дадени, тоа го знаат добро од СДСМ. Без никаков услов. Повелете, направете притисок на следните 10. После бевме обвинети дека ние сме патарица на ДУИ, дека кај што ќе не однесе тие така правиме, дека ние сме инструмент на ДУИ и тоа, верувајте, многу не оштети. Во среќа тоа што се случи 27 април, што се случи и се виде дека за жал меѓу единствените што стоеше господинот Заев беше господинот Зијадин Села и го избра Талат Џафери за председател и покажа дека ние како партија сме заинтересирани за промени во ова општество. Нормално дека сакаме ние да бидеме дел од промените, меѓутоа не безусловно. Ако не успееме... Но продолжувате да одите во директен судир со ДУИ. Сега ќе се конфронтирате на локално ниво. Не сме директни, сега не сме ни непријатели. Тама работа, не сме непријатели со никого. Во контекст на ова што го кажа Сашо, еве да го отвориме и тој дел, што ова говори за цврстината на владината коалиција? Бидејќи едно е факт, еве Ордановски вели влегувате во директен судир со ДУИ. Едно е факт, изборната математика тоа го покажува дека во Гостивар
е невозможно да се добие градоначалничкото место во вториот круг без поддршка од некој од македонските партии. И сега тоа значи дека ќе бидеме доведени во ситуација во која што СДСМ ќе биде во позиција да бира. Само да ви кажам дека јасно ми е што има и средно решение, СДСМ може да повика своите гласачи да гласаат според собствен избор. Што би било најдемократски се разбира. Апсолутно. Да се изберат според кандидатите. Ниедна партија не може да каже дека јас моето членство втор круг ти го давам. Значи со телекоманда. Беше на времето кога се полнеа кутии, сега нема више. Значи може СДСМ да каже централното претседателство или градското претседателство, општинскиот совет, како се вика, гласајте за ова. Меѓутоа, луѓето на крај, посебно во локални избори, гласаат за... Но без оглед на тоа, вие како партии, во вториот круг, ќе влезете во тие преговори. Ќе дојдете до тој судир и без оглед дали СДСМ ќе ви каже отворено или скриено, без разлика. Ќе ја дадеме или нема да ја дадеме. Ние нема да се лутиме, значи... Тоа може да доведе до... Значи, видите, ние излегуваме... Цепење на ионата Ама зашто во вториот круг? Ние збориме и за првиот круг. Зошто не, да. Освен македонски партии, има и турски партии, има и ромски партии. Тоа е конгломерат на луѓе кои што Босивар е релативно мал град и еснавски град. Така ќе видиме како ќе излезат на крај резултати. Имаше ли пред да стигнеме до вториот круг, мислам дека треба да се објасни ситуацијата со кандидирањето на господинот Таравари. Јас гледам дека малку се чувствува нелагодно. Не. Сосема комфортно. Да, нема потреба од тоа. Зошто беа реакциите? Мислам дека тоа оди и во позитивна, што го збори Сашо, позитивна конотација за господин Таравари. Значи, имало, зборевме и пред емисијата, напуштање на функции министерства од страна представници на ДУИ, одење на локалната власт, тоа се случило. Зошто е разочарувањето... И еден министер оди исто. Рами Смер, кој исто се кандидира. Добро, он е без ресор. Затоа велам, зошто е толку разочарувањето во јавноста од кандидирањето на господинот Таравари. Затоа што кон него гледа како еден вид надеж, бидејќи ние не сме експерти за здравство, но ние сме граѓани. Ние влегуваме во тие болници. Не одиме никаде надвор или во приватните болници. Ние одиме во тие болници, во државните болници и знаеме каква е ситуацијата. Лоша е. После министерувањето на правникот кој што се обидуваше да ни каже како функционира здравството. Доаѓањето на господинот Таравари на таа функција донесе нова свежина во смисла да понуди нов концепт како ќе се модернизира здравството, како ќе се реорганизира, иако морам да кажам дека и таму имаше, и во вашето министерување имаше, например, потези кои што мислевме дека нема да ги правите. Например, именувањето на директорите. Точно е, законски ви следува, но за да покажете дека сте реформска влада, влада која што се ангажира за промени, иако можеби тоа законски не е утврдено така, можеше да има јавни конкурси, бидејќи свесен сум дека директорот на болницата во Виница го знаете или не го знаете. Тоа беше, значи, моментот кој што може да се стави една негативна цртичка, но во суштина министерувањето на господинот Таравари, неговите постапки, транспарентноста, отвореноста, достапноста до јавноста. Па издржи неколку вака машки напади од администрација, од опозицијата и така. Имаше ли преговори воопшто меѓу коалицијските партнери кои што пропаднаа? Затоа е разочарувањето големо. Значи, Facebook заедницата реагира негативно, јавноста реагира негативно. Јас мислам дека овие реакции требаше да подобро да се анализират во
во нивната партија, затоа што знаете како е. Реакциите може да се толкуваат и во насоката која што ја споменувате вие, но може да се толкуваат и во насоката дека граѓаните едноставно се чувствуваат изиграни, затоа што им беше понуден концепт пред 3 месеци кој што сега некој одлучил да му сврти грбот и треба да ја спасува партијата, вместо да ги спасува граѓаните. Ја би се вратил, комплетно се согласувам господинот Таири и со вас, Боби, апсолутно имате право, меѓутоа ако ги гледате социјалните мрежи, какви се реакциите во Гостивар, ќе видите комплетно диаметрално спротивно од тоа што го говориме ние вечер. Зошто? Криминалот не е само во владата, не е само во Министерството за здравство. Тоа се случува и во општините, за жал. Ама вие тоа не го знаете? Нема многу, 3 месеци функционира владата. Не во владата, дена се ви велам и за во Гостивар. Значи, луѓето бараат спаси во Гостивар. И ако не се конкурираат со сериозни кандидатури, дали ќе оставиме повторно да бидат истата група која што е веќе 15-16 години. Кај е тука моралот? Ајде да се прашаме. Министре, ве разбираме ние во вашата логика, меѓутоа ние очекуваме дека кога некој ќе се прифати да биде министер, дека се проектира себе си на еден подолг рок, и дека политиките што ги излага и ги брани заслужуваат да бидат потоа ставени на тест на времето и на кредибилитетот на тој што ги брани. Туку вие би било подобро да ни кажете, што предпоставам дека било така, дека анкетите покажуваат дека вие стоите подобро од кој било друг во Гостивар, ако не се лаже. Точно е. И дека правите како партија еден гамбит, со надеж дека заради тоа можеби ќе поминете. Ние се надевавме дека можеби ќе има одредени комбинаторики на партии, имавме и кандидат кој што беше потенцијален, меѓутоа на крај кога ги видовме сондажите, значи ние би ризикувале со друг кандидат многу повеќе отколку со мене е веќе, јас сум над со сондажа над господинот Бета, ова комбинаторики на партии значи некакви договори меѓу сегашните партнери во коалицијата и алијанс. И надвор од коалицијата. Имаше такви разговори па пропадна и со Беса, и со турските партии, и со ромските партии, и со македонските партии. Па затоа постојат уште такви математики на локално ниво постојат. И нас ни е многу битно, значи, освен централната власт која е најбитна, се согласувам апсолутно, таа креира политики, меѓутоа и локалните власти креираат политики. Знаете, во градовите, знаете, во помалите градови се е уништено комплетно, криминалот е можеби повеќе отколку во владата. Боби, јас мислам, гледайте се, ние таравари па користиме можност да гимнастика да правиме врз Слушайте, тој типот на емисија и овој дел е друго ми е нешто уште по. Ние се обидуваме гласот на јавноста. Така е, во таа смисла нешто друго ми е уште по, да кажам, ајде симптоматично, да не употребам повој збор. Ајде алијансата ќе кажете дека се 30 доктори и така натаму и сето тоа не е малку, меѓутоа мала партија. Па гледате ги големите партии. Сега ќе испразнат не знам колку седишта од собранието за да пратениците за кои гласавме пред неполни колку месеци, сега да стануваат градоначалници. Ќе го дебатираме ние тој дел, само сакам бидејќи господинот Таравари има обврски, ќе мора порано со тој проблем. Имаме проблем. Точно. Еве, пред да продолжиме во однос на прашањата што и како, односно дали ќе може да очекуваме оставка или ќе во каква функција господин Таравари ќе ги води изборите, да го слушнеме и експертскиот став. Ја имаме професорката Ана Павловска-Данева. Етички, морално, политички опортуно и она што вообичаено во нормални држави демократски се случува е кога министерот одлучил да се кандидира за градоначалник, да си даде оставка од својата министерска функција и да си ја продолжи кампањата за градоначалник. Никако не може да земе одмор, па во рамки на одморот да тера кампања, бидејќи тогаш тоа не би било одмор. Тој треба да земе најверојатно, ако веќе решил двете функции да ги брка паралелно, да земе неплатено отсуство, каде што ќе каже дека го зема отсуството неплатено, да не му тече плата, дека оди во кампања за градоначалничките избори, да го овласти својот заменик министер во целост да исполнува неговата функција, бидејќи не може у тие 2 недели 4 колку ќе го земе одморот, да доаѓа и да си подпишува повремено што треба да подпишува, туку додека е на отсуство, веќе престанува да ја врши функцијата додека трае кампањата и со посебно писмено овластување да го овласти својот заменик министер во целост да ја преземе неговата функција додека не му трае кампањата. Но велам, уште еднаш ќе повторам, од етичкиот морален аспект, граѓаните очекуваат кога еден функционер, особено министер, највисока функција во извршната власт, сака да трча кампања за сосема друга власт на други избори, да си даде оставка од функцијата и да честно и доблесно
продолжи влезе во кампања за новата функција. Тоа беше професорката Ана Павловска-Данева, едно експертско толкување. Денеска претходно велите: јас ќе ја вршам функцијата секако, целата моја активност за време на кампањата ќе биде после работното време, евентуално може да земам неколку слободни денови, ќе си ги поделам функциите со државниот секретар и со заменикот. Значи, Што ќе правите? Кабинетот е 15 луѓе сме, заедно со заменик министерот, со државниот секретар. Ја повторно ги почитувам, значи, експертските мислења, како ќе ми кажат, така ќе постапам. Воопшто не ми е битно тоа, дури за мене е полесно така, отколку да имам одговорност секој ден да бидам на работа, а ќе бидам секој ден на работа доколку треба. За жал, што е лошо, ние имаме само еден министер, само јас. И тоа е единствениот линк помеѓу со централната власт и партијата. Инаку не би ни размислувал уште денот кога ќе почнеше кампањата, секако ја повторно ќе консултирам правници и експерти, ако ми кажат така и од морален аспект, што е многу битно за мене, бидејќи животот продолжува и после политиката, не ми значи ништо една плата, секако ќе дадам оставка и односно ќе дадам функциите да ги извршува додека завршат изборите на господинот заменик министер или како ќе одлучиме во кабинетот со правниците кои што се компетентни. Секако моралниот и етичкиот аспект многу ми значи. Пред секако човек. Пораките се дека на две столчиња не бива или еве и да преминеме и на коцкарски речник. Ако го фрлите облогот, е облог на една функција. Јас сум веќе почнал по тој пат и враќање назад нема, само ви велам, доколку така ми кажат, така ќе поставам, нема дилеми. Значи, како ќе ме советуваат во кабинетот... Министре, одма да ви кажам, убаво би било да не ги слушате тие совети, да си дадете оставка. Да си дадете оставка. Тоа би било вака најчесто, дури без да ги чуете, а советите секако ќе бидат како на професорката Правовска. Затоа што има и една друга Од и вашето седење веќе во функција на изборната кампања. Збориме за локалниот криминал. Ќе мора да му скратиме од минутите на господин Таравари кога ќе почне вистинската кампања, бидејќи мониторингот веќе ќе го смета ова за пред кампања, меѓутоа сосема е друг контекст. Зашто има конфликт на интереси. Значи, во смисла на јас не велам дека господинот Таравари тоа ќе го прави. Но јавноста ќе се сомнева дека господин Таравари активностите во кампањата ќе ги врши од позиција на министер, користење на државни ресурси. Сепак велам дека господин Таравари... Ја и во приватниот живот не ги користам, тоа после пладне си патувам со собствено. Нема принципи се окей. Се работи на крај во Гостивар има државно здравство кое вие го водите. Се работи за етички норми. Вие рековте дека правниците нема да ви помогнат многу зашто законот не ве обврзува. Моралниот аспект ве обврзува. Значи, затоа велам, пак ќе се навратам. Во Алијансата вие сте знаеле или пак сте предпоставиле дека ќе се случат локалните избори. Имаше коментари дека нема да се одржат, ќе се одложуваат и така натаму. Затоа велам дека одлуката вие е политички незрела, затоа што сте знаеле дека ќе се случат локални избори. Сте знаеле дека тој ви е рейтингот во Гостивар наспроти кандидатот кој што е градоначалник и кој што најверојатно ќе биде и кандидат. Значи, лоша проценка сте направиле и со тоа мислам дека имаше повици кон вас денеска, не знам дали сте ги читале, да не дадете оставка, да останете, затоа што јас познавајќи вас од далечина од тоа како работите, бев сигурен дека тоа нема да го направите, но од друга страна останува горкото чувство. Пред да доаѓам тука, еден ми вели кај ќе одиш вечера, викам во Телма. Се исто. Се повторуваат грешките. За жал се повторуваат грешките. Значи, грешките од минатото кој што збореше Сашо и за СДСМ, и за ПДП на времето, и ДПА, и ДУИ. Јас сакам нешто друго да прашам, господин Таравари, пред да ни побегне од има и на друга. Зашто еден доктор се нафаќа да биде градоначалник? Видете, зашто еден доктор влезе во политика? Да, моите родители, ја бев релативно успешен доктор, релативно добар предавач на медицински факултет во Скопје, предавач на курсеви во Солун, одржував одредени предавања и надвор од државата, меѓутоа во еден момент Зијадин ми беше близок пријател и он е доктор, интернист.
Влегов да му помогнам неколку дена и станаа 3 години. Знаете Знам, ама нема ги да изгубиме добар невролог, а ќе добиеме човек што ќе се занимава. Се уште мислам дека најкомпетентно и конфидентно се осеќам, оти продолжувам да прегледувам пациенти нормално бесплатно, имам 15 часа неделно секоја среда и таму се релаксирам и се дестресувам. И ова Влегов почнав, знаете како е. Ова е ќе дадеш 1 денар, така има албански една поговорка, да влезеш во оро и после 10 денари даваш да излезеш не можеш. Не, така, не само кај баба дала. Така Влегов со добри намери, не ни планирав да бидам министер, никогаш не ни ми паѓало, меѓутоа не ми вперија пишто во глава или ќе бидеш или нема да бидеш, со задоволство го прифатив тоа. Тоа беше и понуда и од СДСМ, баш тоа министерство да го земам јас. И од партијата внатре инсистира и ја почнав таа работа со цел елан и... Ве разбирам, господине Таравари, искрено овој одговор и го почитувам. Меѓутоа, мене ме интересира што ќе донесете вие добро за гостива. Осим што сте еден пристоен господин, осим што сте еден експерт во својата област. Што ќе донесете вие? На крај треба да решавате за ѓубре, за тротоари, за осветлување, за улици. Јас мислам дека првиот човек на градот не мора да биде ни инженер, ниту економист, туку треба да биде добар организатор на тим кој што ќе функционира. Добро. Јас размислувам и веќе се кажани имиња на тимот пред раководството во Гостивар, дека не сакам да се политизира исто како во министерството. Значи, еден или двајца имаме од партијата луѓе, сите се луѓе кои што се експерти од различни партии, од различни националности. Ме интересира тимот да функционира. И истото ќе го направам и ако бидам градоначалник и во Гостивар. Значи, ќе ангажирам луѓе кои што работеле со невладин сектор, луѓе кои што се експерти по економија и во право, и ќе им дадам задачи, а ја ќе стојам како гаранција. Господин Таравари, да не ви изгубиме за 2 години у председателската трка. Не верувам. Да не биде после приказката, видите сега председателска трка. Не замогија партијата не ме бива за тоа. Добро, а дали ова зборува на пример лошо за кадровскиот потенцијал воопшто на партијата, затоа што меѓу другото вие сте и генерален секретар на партијата. Значи, генерален секретар сте, министер, сега ќе се кандидирате за градоначалник. Тоа што сте доктор, што прегледувате пациенти во ред, но за 2,5 години е дали еве на пример издржи ли воја за еден човек? Да збориме практично, прагматично. Јас сум како генерален секретар во оставка во партијата. Очекуваме во новиот конгрес кој што ќе биде одма по изборите да се избере и друг човек ја вржи мојата функција во партијата, значи комплетно сум отргнат од тоа. Понатаму веќе собираме кадровски решенија. Јас ви кажав во листата на советници што ќе ја предлагам се 15 луѓе кои што се внатре од партијата и 15 луѓе кои што немаат врска со партијата, туку имаат некакви симпатии кон алијансата, а се независни луѓе, добри спортисти, добри глумци, добри... Тоа вие лично ја предлагате? Да. Свесени сте дека реакциите на вашите кадровски решенија на клиники се многу контроверзни? Не, сега ќе ви кажам. И тоа е тим, исто така. Многу контроверзни се реакциите. Таму едно незадоволство огромно. Господин Ордановски, ќе ви кажам, значи не фатија избори. Ние почнавме со промени многу доцна на директори. Верувајте, има неодредени, полно недостатоци и слабости во избор на директори. Јас почнав добро. Одев на клиники, отидов на невроирургија, побарав од колективот, изберете кој е директор. Ми кажа, тој отидов во канцеларија го потпишав. Од онкологија ги свикав сите колеги во сала за состаноци, ми дадоа 2-3 предлога, седнав, се консултирав со кабинетот, избравме еден директор. Вака ќе продолжевме. Меѓутоа дојде полно директори, посебно од внатрешноста од клиниката, почнаа да не саботираат. Значи да ги казнуваат луѓето, да се однесуваат лошо со пациентите. И ние бевме 5-6 дена пред распишување на избори. Знаеме една друга верзија, се извинувам, дека и клиниките се поделени по партиска линија. Така да ова малку... Не е баш така. Значи, не е баш така, ама е малку така. Јас се ви излажам ако речам дека комплетно е деполитизирано. Меѓутоа, верувајте дека над половина од директорите на клиниките, зашто имаше разбирање господинот премиер, се луѓе кои што се избрани, а немаат никаква врска со ниедна партија. Најодговорно го тврдам. А ќе ви излажам ако речам 100% сите се најдобрите од клиниките.
Немаше поделба бар на бројка на клиники, ако веќе не е поединечна клиника, иако се знае која клиника на која партија. Меѓутоа, не баш стрикно по партии, колку по личности, дека е добар доктор и дека вреди, дека би организирал. Ако добро ве разбирам, вие во наследство на својот наследник му оставате кадровска политика која ќе треба да се темелно да се менува. Не мора да се менува. Екипата, ја мислам дека ќе продолжи. Дел од екипата се заменик министерот и државниот секретар. Сташо мислеше на директорите, бидејќи рековте дека сте избрзале со некои решенија и дека не се совртен. Не се личен мој избор. Значи, седнувавме по неколку луѓе, анализиравме CV-ата на повеќето директори, размислувавме кој е најдоброто решение и после тоа одлучувавме. Посебно зборам за клиниките, оти таму ме боли, таму сум 15 години и сакам да биде најдоброто, бидејќи после сета оваа приказна јас ќе се вратам таму. Кој беше последниот филтер, вашата оценка или кадровските комисии во влада? Зашто? За директорите. Одлучувавме, одлуката беше заедничка на тимот во кабинетот. Таа беше дефинитивна одлука. 8:05 бевме договорени дека ова време ќе ве ослободиме, бидејќи гостувате и во друга. Да ни каже кој ќе биде новото мото на неговата комуникација. Здраво Таравари, збогум Таравари, до 14 до поднесувањето на кандидатурата има уште неколку дена и еве сега во две реченици, бидејќи многу алтернативи споменавте, кои ќе бидат следните потези ваши? Во однос на функцијата и во однос на здраво Таравари, збогум Таравари или некое ново мото? Почитуваме експертски мислења, така и ќе продолжам, ќе седнам и ќе одлучам овие дена. 20 експерти за етика ви велат дека утре би било убаво да свикате пресконференција. Уште вечер да и кажете најавно. Утре да речеме не е пренос. 14. Ви благодарам што вечерва бевте гости. Ви благодарам за времето и што ме поканивте. На вистина вечерва за вас Жешко Столче. Во продолжение по паузата за реклами, темава ја прошируваме и на кандидатите за градоначалници од редот на пратеници. Никој никому не може да го успори уставното пасивно право, кое што значи право на да се биде биран, но повторно и тука доаѓаме до етичките дилеми. Дали треба да ги напуштат удобните фотели во кои што се сега и да трчаат од еднакви стартни позиции со сите останати градоначалнички кандидати. Но за тоа во продолжение по кратката пауза за реклама. Се враќаме назад во вечерашната топ тема на ваша страна во продолжение околу дилемата. Дали и останатите функционери, пратеници или други носители на јавни функции кои што се кандидираат за градоначалници треба да поднесат оставки на функциите кои што сега ги држат како етички и морален чин. Дел од веќе сигурните кандидати за градоначалници ги прашавме за оваа дилема. Одговорите ги има Александар Манасиев. Преку ден министер за здравство, преку ног кандидат за градоначалник. Само 3 месеци откако профункционира линијата Ало Таравари, министерот ја пресече со царски рез, објавувајќи дека телефонот од сега главно го користи во трката за градоначалничка фотелја. До локалните избори, Арбен Таравари нема да си даде оставка и ќе раководи со секторот здравство. Според најавата, изборната кампања ќе ја води додека го користи годишниот одмор. Од владата не ја коментираат одлуката на Таравари, но и нема одговор дали министерската фотелја му е загарантирана нему или на неговата партија во случај на неуспех на изборите. Секој избран или именуван функционер во владата на Република Македонија покрај својата политичка одговорност пред граѓаните на Република Македонија има и етичка одговорност и морална одговорност за својата работа. Владата на Република Македонија им гарантира на граѓаните на Република Македонија дека сите министерства, владини институции и ресори ќе работат со полн капацитет пред, за време, но и по локалните избори. Во македонската политика неретко се случува пратеници или министри додат на локални избори, но различни се примерите со давање или недавање на оставка од функциите. Стефан Богоев, кандидат на СДСМ за општина Карпош, вели дека до локалните избори ќе остане во собранието. Од тука и не се поклопува кампањата за локалните избори со работата на собранието, бидејќи работата на собранието прекинува во моментот кога почнува кампањата за локалните избори. Нема да има проблем, секако после изборите, после победата во Карпош ќе бидам градоначалник на општина Карпош и нема да бидам повеќе пратеник.
Собраниската фотелја, барем до изборите, ќе ја задржи неговиот колега Благој Бочварски, кандидат на СДСМ за општина Штип. Јас останувам посветен на работните задачи во собранието се до почетокот на изборната кампања, кога всушност имаме пауза пред самиот почеток на кампањата во собранието на Република Македонија. Од тогаш ќе се посветам на сите мои ангажмани и обврски кои што ќе ги имам во делот на кампањата на локално ниво во општина Штип. Пратеникот Зоран Ѓоргиевски, најавен како кандидат за градоначалник на Куманово од редовите на ВМРО ДПМН, во писмената изјава не даде конкретен одговор дали ќе се повлече од пратеничката функција. Додека не излезе целата листа на кандидати, јас лично, но и мојата партија, немаме официјален став по ова прашање. За разлика од Таравари, кому тешко му е да се збогува со министерската фотелја, пред 4 години тогашните министри Невзат Бете и Теута Арифи си поднесо оставки од позициите поради најавата дека ќе се кандидираат на локалните избори. Арифи тогаш беше вице-премиер за евроинтеграции, а Бета министр за локална самоуправа. Победија на локалните избори во 2013, па Арифи стана градоначалник на Тетово, а Бета на Гостивар. Истата година од пратеничката функција се повлече Арбен Лабеништа, кој се кандидираше за градоначалник на Струга. Од своето место во парламентот не се откажа Силвана Бонева, која во 2009-та беше против кандидат на Зоран Заев во трката за градоначалник на Струмица. Куриозитет е примерот со пратеникот на НДП, Изет Зекири, кој пак си поднесе оставка од пратеничката функција не пред, туку по локалните избори. Зекири беше кандидат за градоначалник на Тетово од 2013, а оставката ја образложи со тврдењето дека чувствува морална одговорност, бидејќи ја побарал, но не ја добил поддршката од граѓаните. Тоа беше актуелната ситуација, но и подсетување на праксата во минатото. Се чини дека според изјавите кои што ги слушнавме Ордановски и Тахири, дека примерот на Дуи засега ќе остане преседан. Реков, неспорно е тоа така наречено пасивно уставно право на да бидеш биран на сите, без оглед на која функција се, и ние разговараме околу етиката и моралот, меѓутоа кога доаѓаме до таа точка, секогаш имаме недоразбирање. Сега, вие и јас, ние ли претеруваме со инсистирањето на таа етичка дилема или едноставно функционерите не ја разбираат? Каде е проблемот? Не се работи дури ни за таа етичка дилема, се работи за една неморалност да пред неколку месеци се кандидирате за пратеник, а потоа да се кандидирате за градоначалник. Тоа е за мене значи базична неморалност. Ги гледам овие млади деца по 28-30 години имаат, постанали СДСМ да нема уште еден човек у Штип кој што може да се кандидира за градоначалник, мора овој што е избраниот пратеник да се кандидира за градоначалник. Па тогаш и не треба да биде избран. Па тогаш не треба да биде избран. Како се овој дечко кој ќе се кандидира во Карпуш, за кој сите велат дека е многу пристоен и фино тоа што го гледа. Како се он се излегува од пратеник во Карпуш, општина од колку илјади луѓе. Нема се да се уште некој кој може да кандидира за градоначалник. Мисле, знаете, тоа е таква една непристојност, па дури и за министрите истото тоа важи. Значи, ако некој се нафатил тоа, што го говоревме со Таравари во крај на Гинија, но тоа помалку ме чуди кај такви мали партии како што е Алијансата. Тоа ме чуди кај ВМРО и кај СДСМ. Како може да луѓе се нафаќаат за такви ангажмани, слушате, па тие трчаат 30, 40, 50, 60 дена кампања за пратеници. Како се одеднаш појпике наважи, идеме ние да бидеме градоначалници. Што говори тоа за партиите? Се врти целата работа околу 30 имиња. Тоа е скандал. Што е со односот кон избирачите, особено што пропорционалните листи, од каде што доаѓаат овие пратеници, во голем дел од партиите се кројат за да биде запазена на некој начин и регионалната застапеност. Од друга страна, може би и тие... И тоа може да е факт, значи, кој што... Но мене една друга дилема ми е, значи, ние цело време зборевме дека ќе имаме промени во државата. Фактот што двајцата млади пратеници покажуваат една дилема дека ќе се кандидираат, ама после можат да останат и пратеници, бидејќи они не се сигурни дали ќе победат. Во политиката нема ама. Знаете, ќе се кандидирам, ама ако не добием, ќе си останам пратеник. Мислам дека таквиот однос, најмалку што можам да кажам, е на некој начин манипулација со гласачите, бидејќи и фактот дека се работи за две различни нивоа на власт. Значи, тие се избрани пратеници за да ја реализираат програмата на СДСМ, мислам, таа што беше владина програма.
понудена како таква план за живот. Сега треба да се занимаваат со некои други прашања. Плюс тоа, Јас знам и партиската логика дека они се обидуваат со некои луѓе кои што имаат некаков рейтинг и така натаму. Но од друга страна, ова што вели Сашо, значи треба да се најдат, мислам, по моje мислење од кандидатурите кои што ги гледам. Мислам дека треба да се најдат вистински менаџери на градовите и на општините, бидејќи тие решенија кадровски кои што ни беа понудени од партиите и од ВМРО ДПМН и од СДСМ и од партиите на албанците покажуваат дека Таравари, например, велеше треба да се биде пристоен во смисла градот да функционира и он да биде организатор. Без разлика која му е професијата и така натаму. Мислам дека треба да се најде еден друг тип на луѓе кои што ќе водат со општините, бидејќи пратеници кои што добија на изборите, значи можат да бидат влијателни во нивните мислам региони, градови и така натаму. Меѓутоа, Сефер, тука има уште една дилема, ние тоа никогаш не го знаеме, бидејќи имаме пропорционални листи. Така што доколку некој од кандидатите ја задржува функцијата пратеничка, а ги изгуби изборите, ние никогаш не знаеме дали неговиот рейтинг во средината е доволно голем или се нашол на листата заради партиски комбинатори. Не треба да ја задржи функцијата. Бидејќи он, ако се кандидира, ако ги изгуби изборите, треба да се збогува со политиката како што вели Таравари. Јас дури правам еден чекор пред тоа, видите. Ова е девалвирање на парламентот. Ние гледаме дека партиите продолжуваат, особено СДСМ, да го третира парламентот како гласовска машинерија. Па се дал ќе биде Стефан Богоев или Богдан Стефанов е сеедно. Абе, можда некој гласал на парламентарните избори за СДСМ заради Стефан Богоев, кој беа само пред неколку месеци изборите. Што говори тоа дека е сега Заев спремен да од 49 пратеници или Груевски, истото тоа важи за Груевски, да речеме 15-20 души ги замени за некој за кој не сме гласали. Па јас таму се кандидирал Пендаровски. Еве сега Пендаровски во последниот број на Фокус најавува дека после локалните избори си заменуваат парламентот. Сега ќе отидат неколку души градоначалници, па Петре Шилегов не е кој било. Тој кога се стајал на листата овдека во оваа студија истроши не знам колку сати за да го гласаме за пратеник, за тој што го гласал. Сега како може одеднаш Петре Шилегов да биде, сеќа он ќе бил кандидат за градоначалник. Па чекај се, извини, сега те гласавме за пратеник. Значи сакам да ви кажам, тука говорот се гласа за листа. Ама не, значи ја немам ништо спор со луѓето. Луѓето можат и поратома било добри или лоши. Говориме за принципи, за пристапот на владеачката партија, која требаше да има друг пристап. Значи тој парламент треба да биде мислечки, треба да биде во клинч со Заев, треба да биде во клинч, во конструктивен клинч со владата, а не од таму најдобрите сега да се вадат за да се пренесат. И плюс ова што ви кажував, па каква е таа социјалдемократска партија која има 50 души ресурси кадровски? Мора ли се од тие пратеници да се прават градоначалници? Па, извинете, општинската организација на Карпош колку на СДСМ, веројатно илјадници луѓе број. Град Скопје они валда има 30.000 члена. Како се само Петре Шилегов ли е најдоброто решение? Па каква е таа партиска организација која не може за градоначалник на Скопје бари уште 30 души? Добро, сега тука има многу тактизирање. Голем дел од партиите до последен момент на 10 дена пред поднесување на листите не ги ни кажуваат кандидатите. Гледаме ние дека се тактизирање. Немаме ние ништо лошо. Јас барем немам ништо лошо за Шилегов, за кога јас говорам дека лошиот принцип продолжува. Ние требаше таја приказна да смениме. Во Македонија, во демократијата, парламентот е најважното тело, не владата. Со ова се воспоставува постојано супремација на владата врз парламентот и се враќаме во ситуација да си продолжи да си биде гласачка машинерија, како што беше на Грујо, сега на Заев. Да, и плюс, например, самиот премиер, значи, самиот лично може да биде пример за тоа како се надградува политичката кариера. Он беше градоначалник, стигна до премиер. Одеднаш имаме реверзибилност во смисла на враќање назад во одредени функции. Например, пратеници да се кандидира. И ако тоа може да биде политички, значи, сватено, најмалку што требаше да направат
двајцата и другите пратеници да си поднесат оставка. Да, сега имаме еден од ВМРО ДПМН, тројца од ВМРО и двајца министри. Тројца од ВМРО? Еден од ВМРО, тројца од СДСМ и двајца министри. Добро, да не излезе ВМРО од Демократската партија. Нема добро принципот. Не се знаат уште нивните листи. На страна морам да признам нешто друго. Боби, мислам, се изнагајавме од млади луѓе, паметни, интелигентни се, ама знаете како, за градоначалник на општина или за град треба и животно искуство. И јас не сум сигурен, ние сме и родители, меѓу другото имам ја и деца кои што ќе бидат или се на тие возрасти, не е важно. Знаете сега како, треба и животно искуство, треба да разбирате и нешто од канализација. Сакате да кажете дека не сакате татко на град да ви биде вашиот син? Јас не би сакал мојот син да биде татко на град на оваа возраст. Каков е ставот на... Колку е? Не е важно, не е ни полнолетен, најстариот, ама сакам да ви кажем, значи... Добро, не, мислам дека не треба така да... Јас се залагам секогаш младите да имаат очигледно интересна тема, бидејќи предизвика оваа етичка дилема предизвика многу внимание и на социјалните мрежи. Да ги слушнеме ставовите на оние кои што одговорија на нашите прашања на Facebook и Twitter. Ало Таравари или ало градоначалниче? 3 месеци министер, а наскоро кандидат за градоначалник на Гостивар. Арбен Таравари ја отвори дилемата дали министрите, пратениците и другите функционери кои се кандидираа за градоначалници треба претходно да поднесат оставки. Топ тема на ваша страна на социјалните медиуми го побара ставот на граѓаните за овој потек на министерот, но и за другите функционери за кои се најавува дека ќе се тркаат за градски татковци. Еве какви одговори добивме. Твитерџијата Шаркатаки е дециден во својот став. Оставки секако, но побитно тие што станаа пратеници пред 6 месеци, министри пред 3 месеци, со кандидатурата покажа дека само сакаат фотелја. Монсур Густав пак смета дека тие не треба да се кандидираат. Не требало да влегува во политика ако не бил подготен да го поднесе товарот кој таа го носи, напиша тој. Зоран Пинтовски освен да за оставка го постави и прашањето зошто тие се кандидираат за пратеници или пак уште повеќе, зошто станаа министри ако веќе имаат ваков план или целата работа е само гола борба за фотелја. Дел од одговорите кои ги добивме гласеа само кратко да за претходни оставки од функционерите кои решиле да се кандидираат за градоначалници. Бојар Исмани исто така е со став дека тие треба да поднесат оставки, но Оди Чекор понатаму вели дека ако загубат на локалните избори, тие треба да се повлечат од политиката. Беки Мазизи Екмаса ни одговори од е нормално да биде вака, бидејќи политичките партии немаат доволно кадри. Ако не стане градоначалник, министерското место му е гарантирано. Љубе на својот вид профил напиша дека малку способни луѓе останаа во Македонија, па мора секаде да трчат. Бојан Петровски смета дека Таравари е најголемото разочарување во новата влада, затоа што поради верност кон партијата е прокуцка шансата да биде запаметен како еден од ретките албанци функционери кои има симпатии кај македонците. Владимир Штериовски на нашето прашање дали локалните избори ја расипаа линијата Ало Таравари, вели дека ја расипале популистичките партиски пресметки. На социјалните мрежи ваквиот потек на министерот се коментираше и од друг агол. Така твитерџијата Карделј во кандидатурата на Таравари гледа проблем за владеачката коалиција и констатира дека таа тешко ќе се одржи. Фатмир Емролао во потегот препознава политички аматеризам која покажува суровата реалност кај албанските партии. Таму нема внатрепартиска демократија и затоа нема и квалитетен кадар, констатира тој. Меѓу одговорите имаше и лични и емотивни пораки до министерот Таравари. Таков е постот на Сонја Мулацка која бара од министерот да не се кандидира за градоначалник и да се најде друг кадар за градоначалник на Гостивар со порака останете министери, средете го убиеното здравство. Кристијан Таневски пак е разочаран од одлуката на Таравари, бидејќи тој со тоа дозволува некој пред време да му ја истроши политичката кариера. Социјалните мрежи не го штедеа министерот Таравари за неговиот потех, но како ќе се приближуваат локалните избори и ќе се откриваат и другите кандидати за градоначалници, известно е дека јавноста ќе го каже своето мислење за секој од нив и за потезите кои партиите ги влечат со нивните кандидатури. Тоа беше нашиот веб блог. Примерокот не е репрезентативен, но ставот на граѓаните е јасен околу оваа етичка дилема и на релација на она што го говоревме. Потука завршното прашање. Сефер, ќе почнам од вас. Сашо начна една дилема дека ова ќе бидат избори кои што можат во многу да ја предодредат, да ги предодредат политичките движења во иднина. Што очекувате каков иск? Станавме веќе изборна држава, партиите гледам дека се изборни, мислат само на избори, мислат само на електоратот.
многу малку се внимава на општиот, јавниот интерес, бидејќи тоа го зборувавме уште од почетокот на емисијата, например, да се внимаваше повеќе, јас сум сигурен дека побитен е животот на граѓаните отколку функционирањето на една општина, без разлика што улиците, осветлувањето се многу битни животни прашања, но за жал и после овие избори се отвара пак значи прашањето за нови избори. Ако победи СДСМ како владеачка партија, јас мислам дека заради бројките кои што ги има во парламентот, ние одиме на избори. Истото ќе се случи и ако победи ВМРО ДПМН, која што од позиција на победничка партија ќе прави притисок да се оди на нови парламентарни избори, и мислам дека ова не е добро за државата, за нашето општество, за демократијата, но тоа е, треба да се соочиме со реалност. Ордановски, ваша проценка? Моја проценка е дека СДСМ има ветар во едрата, големата приказна тера добро. Мислам дека резултатот за нив ќе биде поволен на локалните избори. Мислам дека потоа во една партиска логика за говори Сефер, логично ќе преидеме подготовка на воредни парламентарни избори, а и права да ви кажам со тоа да завршам, не е моја лесно на Заев со само 49 пратеници во владата да тера реформска агенда. Ќе бара нова шанса за да може да има поуверливо некаква цифра, па дури мнозинство во парламентот, за да може потоа да поминеме кон друг. Но сето тоа, мислам, нема да се случува до пролетос, кога ќе треба да се види што се случува со НАТО. Затоа што оставката на Таравари зборува лошо за имиджот на владата. Меѓу другото, да. Ви благодарам вечерва што бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашното прво издание на Топ тема на ваша страна од новата сезона. Понеделник и среда и петок сте со Топ тема на ваша страна. Вторник и четврток со вас се Александар Чомовски и Оливера Трајковска. Бидете и натаму со програмите на Телмо.